председател на Собранието, колеги, почитувам колега Фадил Зендели. Ќе ви реплицирам поради тоа што сметам дека е дегутантно воопшто да се зборува за вакво законско решение. Носиме закон за финансиска стабилност кој што ќе заврши како и сите останати без разлика на квалитетот на законското решение. Значи ќе имаме нешто на хартија, а имплементација нула. И сега закон за финансиска стабилност донесен од оние кои што креираа финансиска нестабилност. Зошто го говорам ова? Заради тоа што во минатото пред овој премиер, претходниот премиер излезе со изјава дека буџетот е само парче хартија и дека парите во реалност ги нема. И сега ние бараме финансиска стабилност на нешто кое што го нема или на некоја си хартија која што треба да премине низ Собраниево поради можноста за колективна одговорност. Кај себе носам листа на криминали и скандали на владините и партиски функционери на владачкото мнозинство од 1.6.2017 година до 1.1.2022 година. Вкупниот број е 190. Во сите овие скандали се спомнуваат милионски суми. Финансиска стабилност не може да направи влада која што креира финансиска нестабилност, односно која што работи вака, со вакви скандали. Знаете, доколку бројот е 193 излезен по медиумите во Република Македонија, реалниот број може да биде и 3 пати и 4 пати поголем. Сега, ако се потрудив да ги извадам настрана од оваа бројка, скандалите објавени како партизација на јавни и државни институции. И нема да кажеме дека без малку истите не се важни, меѓутоа во рамките на ова законско решение се важни. Финансиската стабилност во основа представува домаќинско управување и трошење на парите. Од домаќинлукот ние видовме само соперништво во парламентот со цел да се блокира некој закон за марихуана, некаква си легализација на дивоградби, некаква си приватизација. Од социјалдемократија не видовме ништо, туку напротив видовме генерално десничарски олигархиски наратив кој што не знаме од каде ви потекнува. За ова е фактот дека завршивме со тоа да десната, така наречена десна партија во оваа држава ги брани партизаните, додека внуците на партизаните во оваа партија отидоа на другата страна. Во случајот на државата тоа представува одговорно, транспарентно, вели и наменско прибирање, управување и трошење на народните пари. Да кажеме дека немаме едноставно електронски систем за транспарентен увид во трошењето на средствата, поради тоа што електронскиот систем за увид на транспарентно трошење на средствата го имаме по медиумите, а тоа се во скандалите. И ќе кажеме, еве, Ковачевски е нов премиер со нова догма, нова идеја, нова замисла за како да ја води држава. Меѓутоа, немојте да заборавите дека баш од оваа говорница заменик министерот тврдеше дека буџетот е стабилен и ликвиден. Истиот оној кој што го потпиша како заменик председател во Министерството за финансии и законот за игри на среќа во јуни 2021 година. Фадил Зендели контрареплика.